Докаде е реализацијата на договорот од Пржино и дали има на повидок разврска околу решенијата што се бараат да се постигнат? Што се однесе до Социјалдемократскиот сојуз, овој договор е прекршен уште со неизбирањето на тимот на специјалниот јавен обвинител, кога директно беше прекршен законот за специјалното јавно обвинителство. Едно е јасно, во целиот овој процес на постигнување на договор и негова имплементација, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е единствената политичка партија која што државните интереси ги стави пред своите партиски интереси, што само сведочи каква власт ќе бидеме. Благодарам. Повелете други прашања. Во дел од медиумите излегува информации дека Социјалдемократскиот сојуз повторно ќе почне да објавува прислушувани разговори, овој пат од собраниската говорница. Како го коментирате тоа? Значи, ние не коментираме медиумски шпекулации, а работата на Социјалдемократскиот сојуз и односот со јавноста и односот кон јавноста на Социјалдемократскиот сојуз е секогаш транспарентен, јавен и навреме најавен. Од Facebook профил, нели тоа тик-так, па прашањето е дали Социјалдемократскиот сојуз повторно ќе го активира објавувањето на прислушување. Одговорот е дека на Никола Груевски часовникот му отчукува. Значи, Шилев, стварно, ако може по-конкретен одговор, викате дека договорот веќе пропадна, условно така да кажеме, и веќе не може да се спроведува понатаму, бидејќи неколку рокови за неговата имплементација се поминати, не само за тимот на јавниот специјален обвинител, туку и за министрите во владата и за министри и така натаму. Дали ќе продолжите со бомби или која е вашата идна стратегија? Каков ќе биде нашиот ангажман, а неколку пати повторуваме, на време ќе известиме јавноста. Она што е фундаментално и битно за Република Македонија да дојде до целосна имплементација на договорот од Пржино во целост. Не може Никола Груевски и ВМРО ДПМН да избегнат именување на целокупниот тим на специјалниот јавен обвинител. Значи, мора да се испочитува тој закон. Не може Никола Груевски да избегне одговорност или да избегне состојба во која што министрите кои што треба да бидат именувани во техничката влада на Република Македонија, ти ги имаат сите законски ингеренции. Тоа се работи од кои што не може да избега и неговото време одминува. Кажав и повторувам, Социјалдемократскиот сојуз ќе направи се и прави се и нема да дозволиме како политичка партија Република Македонија да го заземе колосекот на Белорусија на Балканот. Република Македонија нема алтернатива за својата евроатлантска интеграција. Навремено ќе ви биде соопштено. Мислам дека до кога ќе треба да се спроведе овој договор, кога веќе неколку најклучните точки се мислам не се спроведувани и роковите се згазени, како да кажам. Да, крајниот рок. Кога може вие да истрпите, условно така да кажам. Социјалдемократскиот сојуз, кажав и повторувам, своите партиски интереси ги става зад државните интереси. Државен интерес на Република Македонија е незината евроатлантска интеграција. Ако може да ве прашам, гледам, поседувате некои материјали таму во врска со овие информации дека партијата купила над 11 милиони евра. Дали поднесовте кривична пријава? Кој очекувате да го разреши ова прашање, специјалното обвинителство или она за организиран криминал? Партизираните институции не очекуваме дека ќе може да поведат постапка на одговорност за купен партиски имот. Специјалното обвинителство? Значи, ќе си дојде време соодветно кога секој ќе одговара за своите злодела. Факт е дека Никола Груевски и структурата криминална околу него, што и да направат во оваа држава, тогаш, во многу блиска иднина, ќе мора да се соочат со резултатите од своите злодела. Ако може уште едно прашање, доколку не се постигне договор и нема разрешница околу спорните прашања за техничка влада и за овие закони што се за свиркачите и за бомбите, дали другите закони остануваат во игра и дали продолжува специјалниот обвинител со она што е негова основна задача? Интерес на Република Македонија, не на Социјалдемократскиот сојуз, е Пржинскиот договор во целосно да биде интегриран и имплементиран.
парцијалните решенија по определени прашања не можат да бидат задоволителни за Република Македонија пред се, а потоа и за Социјалдемократски сојуз. И уште едно, ако може, јас многу се извинувам. Советот на јавни обвинители дали го прекрши законот со тоа што тој протолкува колку соработници се потребни за Јанева? Советот на јавни обвинители не само што го прекрши законот, туку ако гледате малку и формално правно, веројатно се стави во улога на помагач на извршител на кривично дело во прикривање на неговите траги. Специјалното јавно обвинителство во Република Македонија го избравме и се согласивме дека ќе го избереме со цел да ги преиспита фактите околу содржината на објавените телефонски разговори. Со самото обструирање, односно кршење на законот од страна на Советот на јавните обвинители може да се доведе во прашање и нивната лична одговорност како поединци со тоа што го помагаат да не може да излезе правдината на видео. Очигледно сите рокови се пробиени и останува се помалку време да се организираат избори. Станало ли збор за одложување на изборите, например за онолку колку што се пролонгирани роковите за изборен законник за привремена влада и слично? На Република Македонија се неопходни фер и демократски избори. Не и требаат избори по терк на Никола Груевски. Добро, апсолутно, тоа е јасно ми. Него дали на работните групи се зборува, например наместо на 24 април да бидат на, не знам, 10 мај, за онолку денови колку што се касне, да се продолжи? Нема средби на работните групи во периодот кој што измина. Како го толкувате вчерашниот настап на претседател Ѓорги Иванов во Брис? Подобро ќе беше да намигнеш. Благодарам.